Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Промената на временските услови и новите врнежи од снег нема поголемо влијание врз нормалното одвивање на сообраќајот во целата држава, па и во источниот регион. За сега патиштата се проводни, а екипи на Македонија пат постојано се на терен и ги контролираат патните правци, на кои во изминатиот период имаше навеви и поголеми застои. Новите снежни врнежи што минатата ноќ зафатија Источна Македонија не им создадува поголеми проблеми на возачите кои од рано из утрината мораа да тргнат на пат. Од Автомото Сојузот на Македонија известуваат дека застои во сообраќајот нема, ниту пак забрани за движење на тешки товарни возила во источниот регион. Техничкиот раководител на регионалната подружница на јавното претпријатие Македонија Пат вели дека сите магистрални и регионални патни правци биле проводни, иако сообраќајот се одвива по влажни коловози, а на места има остатоци од снег. Тотално не се задржува снегот на коловозот од причина што претходно има посолено сол и ризла, али не значи дека нема и да се на поедини места почне да се задржува. Целата ова нестрека или среќа, како да кажеме, тоа е добро што не дува ветер, мирно е, сега за сега секаде е мирно и проводно. Коцев додава дека во моментот пунктовите на Македонија Пат во Источна Македонија имаат ризла и сол, а се набавуваат и нови количини. Моментално добивме негде на околу 200 кубика ризла и 150 тона сол. На поедини пунктови, зимски пунктови, таа количина не е доволна и во текот на денот треба да доставиме уште. Тоа се однесува за претежно за зимскиот пункт Делчево и Струмица. Тамо во текот на денот ќе биде накнадно доставено уште по 40 кубика материјал. Според Коцев, од изутрината целата механизација била вклучена во расчистување на патиштата во Источна Македонија. За сега екипите немаат проблеми и застои на магистралните и регионалните патни правци. Во Кочани пак екипи на комуналното претпријатие Водовод навреме интервенирале и на поголемите угорници и на пофреквентните улици расфрлале песок. Според најавите на метеоролозите, врнежите од снег се очекуваат да продолжат и в среда, особено кон крајот на денот. Дезинфекција и чистење на училиштата вршат одговорните на школските установи деновиве додека се уште трае зимскиот распуст на учениците. Онаму каде што имаше штети предизвикани од поларните температури се санираат за достоен пречек на учениците во второто полугодие. Покрај санирањето на штетите од пукањето на водоводните цевки и парното грејење што се случи во одредени училишта, кочанските основни и средни школски установи, деновите од зимскиот распуст на учениците ги користат за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училиштата. Целта на оваа акција е да се преземат превентивни мерки за спречување и сузбивање на заразните болести, кои може да попречат во нормалното одвивање на образовниот процес. Вршиме генерално чистење на сите простории во училиштето, вршиме дезинфекција. Денес очекуваме да дојдат да вршат дезинфекција и од ХЕС, за што подобро и во што подобри услови ги причекаме учениците во второто полугодие. За среќа во нашето училиште немаше такви дефекти. Водоводната и канализационата мрежа се во ред, немаше проблеми од ниските температури. Може би е предност што зградата е постара, па може да издржи и пониски температури. Оваа мерка е задолжителна во општинските основни училишта и се спроведува секоја година за време на отсуството на учениците од настава. Покрај овие се преземаат и ворени мерки за зголемување на нивото на хигиената во објектите. Набавени се средства за одржување на тоалетите и доволна количина на течен сапун за одржување на личната хигиена на учениците и на вработените. Инаку, на ниските температури во изминативе неколку дена, дел од кочанските училишта се соочија со проблеми, како пукнати цевки на парно грејење, замрзнати цевоводи и тоалети, штети што одговорните ги санираат во деновите од зимскиот распуст за достоен пречек на учениците во второто полугодие. Околу 395.000 евра планира да собере општина Кочани од таксата за јавно осветлување во текот на оваа година.
Со дел од парите ќе се плати потрошената електрична енергија, а остатокот е за подмирување на трошоците за набавка и замена на живините со LED светилки. Близу 65% од парите што во текот на 2017 година општина Кочани ќе ги собере со наплатата на таксата за јавно осветлување ќе се искористат за плаќање на трошоците за набавка на современото LED осветлување. Според планирањата, се очекува по овој основ од граѓаните и од правните субјекти да се соберат нешто повеќе од 24 милиони и 340 илјади денари, што е околу 90% од вкупно пресметаната сума што ќе биде вклучена во сметките за потрошена електрична енергија. Оваа сума треба да се наплати од 12.000 домаќинства, како и од околу 1950 трговски друштва и занетчии кои имаат електрични броила. Од целата сума што ќе се собере од наплатената такса, околу 2 милиони и 100 илјади денари ќе бидат исплатени за трошоците за замена на постојното и изградба на ново јавно осветлување. Со оглед на намалената потрошувачка на современите LED светилки, се планира за електрична енергија на ЕВН да му бидат платени 6 милиони и 500 илјади денари. Разликата од 15 милиони и 700 илјади денари што се јавува меѓу планираните приходи и расходи ќе се искористи за плаќање на LED светилките од проектот за енергетска ефикасност во уличното осветлување. Со програмата за јавно осветлување се планира и годинава да продолжи изградбата на ново улично осветлување на места каде што ќе се јави потреба за тоа. Во рамки на одржувањето на јавното осветлување пак ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите 80 трафостаници. Поради олеснето читање на потрошената енергија и одржување на инсталацијата, се планира да се извадат уште 20 од постојните броила за улично осветлување и тие да се постават во нови надворешни ормари со комплетна инсталација. До сега со ваквата постапка се поставени 60 броила. Редовното одржување на јавното осветлување пак ќе се изведува преку поднесување барања од страна на граѓаните од местните и урбаните заедници. Надзор на одржувањето и проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамиката на наменското користење на средствата, ќе врши одделението за комунални работи при општина Кочани. Заврши постапката за изработка и ревизија на проектот за десниот магистрален канал, поточно Сифон Свети Николе. Избран е економскиот оператор, што значи дека наскоро се очекува да биде завршена изработката на проектот. Водостопанство на Република Македонија подружница Брегалница од Кочани спроведува постапки за избор на поволен изведувач за ревитализација на десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница, како и за изградба на типски зафати кои ќе се користат за зафаќање на водите од проточните реки во Источна Македонија, кои ќе бидат насочени за користење на левиот магистрален канал во општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Во врска со изведбата, односно изработката на проектот и ревизијата на проектот за десен магистрален канал, поточно кажано со Сифон Свети Николе, веќе завршена постапката и таму е изберен економскиот оператор, што значи дека ќе биде завршена изработката на проектот и откако ќе го завршиме проектот, ќе пристапиме кон распишување тендер за изведба на самиот овој проект. Гоцев додаде дека потребните финансиски средства за оваа намена се обезбедени од ИПР програмата преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Изработката на овој проект за десниот магистрален канал е од особено значење за наводнувањето во општините Штип и Свети Николе, бидејќи истиот се користи во текот на целата наводнителна сезона. Што се однесува за ревитализацијата на левиот магистрален канал пак, кој од минатата година делумно беше ставен во функција во општина Зрновци, годинава, додаде Гоцев, истиот целосно ќе биде во функција. За таа намена е изработен основен проект во кој се содржани десетина типски зафати за вода на реките Осојница, Оризарска, Зрновска, Кочанска, Злетовица и Брегалница, со цел водите од овие реки да бидат насочени и искористени по левиот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Немањето нотар во Виница значително ги намали приходите на општината по основ на данок од промет на недвижности. 2016 има намалување и во наплатата на данок на имот, а фирмарината е реализирана со 80%.
Во 2015 11 милиони 575 илјади денари, а сега 7 милиони 300 илјади денари е сумата која што го полнеше буџетот на општина Виница по основ на наплата на локални даноци минатата година. Едногодишниот вакуум во немањето нотар во градот драстично ја скрати наплатата на данокот од промет на недвижности и данокот на наследство, каде се пресметани само 612.000 денари, додека 2015-та биле преку 5 милиони денари. 77% е наплатата на данокот на имоти на комунална такса, што е за речиси 15 до 16% намалување во однос на 2015 година, а во однос на 2014 за цели 20%. Така, од пресметани речиси 6 милиони денари од данок на имот во општинската каса во 2016 се слијале 4,5 милиони денари. Единствено зголемување со 5% има во наплатата на комуналната такса, каде од планирани 2 милиони и 800 илјади денари, со 80% е завршена наплатата заклучно со декември 2016. Од оделението во Виница апелираат дека истекува рокот за поднесување даночна пријава за утврдување данок на имот за 2017 година. Рокот за поднесување е 31 јануари, а ја поднесуваат обврзниците на данок на имот, сопственици, корисници и плодоуживатели на недвижен имот, земјишта и згради, стамбени згради или станови, деловни згради и простории, административни згради и простории, згради и станови за одмор и рекреација. Даночната пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, односно настанувањето на даночната обврска за имотот што се стекнува или почнува да се користи во текот на годината. Даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определениот рок, им се изрекува глоба за сторен прекршок во согласно со законот за даноците на имот. Виница е дел од трите општини во Македонија во кои под закуп на 4 години се нуди државно земјоделско земјиште со определена намена. Заинтересираните закупувачи треба на површините да изградат објекти за примерна преработка на земјоделски производи, а според културата што ќе се одгледува, закупот може да трае до 50 години. Општина Виница е вклучена во огласот што веќе тече, а го објави Министерството за земјоделство за давање под закуп на државно земјоделско земјиште. Според техничката спецификација, на располагање на заинтересираните им стојат близу 36 хектари во атарите на селата Блатец и Липец, односно во месностите Габер, Скараница, Кадинов рид, Корија и Загурово. Се работи за вкупно 21 парцела и сите под закуп се нудат со однапред определена намена, односно за подигање до долгогодишни насади со овошки или лозја, оранжерии, насади со лешници, маслинарници, ливади, други земјоделски култури или пак за рибници, спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Сите парцели катастарски се водат како ниви, при што над нив нема никаква службеност или други правни товари, а на земјиштето не е засејана ни една земјоделска култура, односно веднаш по склучувањето на договорот за закуп, инвеститорот веднаш ќе може да го реализира својот проект. Според условите за огласот, што трае до 25 јануари, инвестицијата треба да биде завршена во рок од 4 години. Времето на користење на земјиштето ќе биде во зависност од намената, односно од културата што ќе се одгледува, и тоа од 15 до 50 години. При тоа, за веќе објавените површини, идните корисници треба да предвидат изградба и на објект за примарна преработка на земјоделските производи со минимална инвестиција од 300.000 евра. За доделување на земјиштето под закуп ќе се одржи лицитација, при што почетната цена од хектар изнесува 70,5 евра. Право на учество имаат домашни физички и правни, како и странски правни лица, кои мораат да достават и банкарска гаранција за учество на јавниот оглас во висина на понудената 9-месечна закупнина. Освен во општина Виница, со јавниот оглас за закуп, државно земјоделско земјиште за слични намени се нуди и во Велес и Струга. Пети поред хуманитарен концерт насловен по патеките на Тоше ќе организира Тоше Илиев од Кучани. И годинава ќе се одржи на истото место во спортската сала кај гимназијата, а собраните средства по втор пат ќе бидат наменети за помош на Методи Митев.
Граѓаните на Кочани уште еднаш да ја покажат хуманоста на дело, повикува Тоше Илиев од Кочани, кој што и годинава по пети пат го организира хуманитарниот концерт по патеките на Тоше. Ќе се одржи на 25 јануари во спортската сала во Кочани, со почеток во 20 часот, со една единствена цел – да му се помогне на Методи Митев, на кој му се потребни финансиски средства за да замине на операција во Кина. Организаторот Тоше Илиев со концертот ја продолжува хуманата мисија на Тоше Проески, кој што пак додека беше жив му помогна на ист начин со хуманитарен концерт во Кочани за негова операција. Токму и затоа концертот се одржува секоја година на истиот датум, 25 јануари, на роден денот на Тоше Проески. Ова година паричните средства за прв пат од кога го организирам концертот се повторно за Методи Митев, значи 2 години едно по друго за иста целна група, токму заради тоа што му се влошува здравствената состојба, а многу слабо му иде собирањето на средства. Еве ова прилика ја користам да упатам јавна покана до сите сограѓани, сите хумани луѓе во градот па и пошироко да дојдат масовно на концертот. На концертот ќе настапат локални кочански групи, Кирилична поддршка, Шекспир бенд и А Позитив и пејачите Славица Стојановска, Оливер Стаменков и Дејвид Стојков. А за оваа година позитивно на поканата на Тоше се одзвел и пејачот Тајзи, кој што пак ќе биде специјален гостин на вечерта. Ова е пета година поред на одржување на концертот. Претходните 4 беа организирани, исто така за наши сограѓани на кои им беше неопходна помош. Следува информацијата од спортот. Солиден настап има младите каратисти од клубот Партизан од Кочани на меѓународниот турнир во Самобор, Хрватска. Во голема конкуренција и силни противници, тие оттаму се вратија со 2 освоени медали. Младите каратисти на карате клубот Партизан од Кочани уште на почетокот од годината ги покажаа знаењата и добрата подготвеност. На 26-тиот меѓународен турнир Гран При на Хрватска 2017, што викендот се одржа во хрватскиот град Самобор, тие освоија 2 медала. На турнирот учествуваа 5 наши каратисти, а најдобар успех во младинска конкуренција забележа Роберто Здравковски, кој во категоријата помлади кадети до 48 кг го освои сребрениот медал. Солиден успех во истата категорија постигна и неговиот клубски колега Ѓорги Петров, кому му припадна бронзениот медал. Во конкуренција на каратисти до 21 година пак, Мартин Стојменов во категоријата до 50 кг го освои 5-то место, а без пласман останаа другите двајца кочански каратисти Кристијан Гроздановски и Благоја Тасевски. На меѓународниот турнир во Самобор учествуваа околу 2100 каратисти од 241 клуб од 27 држави од целиот свет. Поради тоа, ова се смета за едно од најсилните карате надпреварувања на балканските и пошироките простори во Европа. Инаку, со добрите резултати, каратистите на Партизан на почетокот на годината најавуваат дека ќе се борат за нови титули и медали, што ќе значи продолжување на досегашните успешни сезони, во кои нивните членови постојано се наоѓаат на листата на најдобри спортисти на Кочани.
Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.